Почитуван председателе, општа наша импресија е дека владата сака да донесе општа депресија со денешниот дневен ред, а особено со првата точка, затоа што еве се повикувам на член 70 став 3 од деловникот, кој што вели дека пратеник и влада може викување на седницата да предложат одлагање или повлекување на одредени точки од дневниот ред и да дадат образложение за тоа. Еве затоа јас ќе предложам точката број 1, која што е предлог одлука за разрешување на член на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието, да биде преместена за точка број 11. Ние веќе предложивме оваа точка да биде тргната од дневен ред, меѓутоа вие очигледно сакате да наметнете јавна депресија и не се согласивте на таквиот наш предлог. Токму заради тоа сега предлагаме оваа точка да биде 11, односно да ви оставиме балем малце време да се вразумите, заради тоа што ова што го правите не е во согласност со Уставот и не е во согласност со деловникот. Имено имаше многу повици овие денови конечно да профункционира оваа комисија и тоа со цел да бидат изгласани остатокот од бројот на потребните уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија. Токму оваа точка која што ја ставате денес на дневен ред, верувам дека ќе биде една од првите точки која што ќе дојде на ред на Уставниот суд да се утврдува уставноста за нејзиното донесување денес овде. Имено, овој собраниски состав, почитуван председател, е веќе конституиран. И истиот се конституира на конститутивната седница. Значи, не може повторно, кога ќе ви текне вам, да менувате членови на оваа комисија. Согласно членот 65, став 4 од Уставот на Република Македонија, на пратеник може единствено од страна на кворумот да му биде одземен мандатот. И тоа под одредени услови кои што се точно утврдени во деловникот. А додека кога ќе текне на председател на Собранието да насрочува и да става точка одлука на дневен ред на седница е навистина недозволено и е спротивно на Уставот. Имено, со оваа ваша неуставна поставка, всушност го суспендирате правото на еден пратеник да биде член на комисија на која што веќе е член. Токму ваков преседан, реков дека верувам ќе биде како еден од првите точки на наредниот нов Уставен суд. Имено предлагам оваа точка да биде моментално одложена, значи од реден број 1 да биде ставена на реден број 11, се со цел да се вразумите, заради тоа што ова што го работите навистина не е уставно и е надвор од деловникот. Благодарам. Предлогот на